На А1 телевизија Велија Рамковски се сериозен тест за демократијата и за владењето на правото. Гостин во вестите Ким Мехмети, со него разговара Билјана Сакуловска. Повелете, Билјана. Благодарам, добро вечер. Добро вечер. Господине Мехмети. Евидентни се притисоците кон новинарите, заплашување на власта, медиумите во канџите на политиката, што беше и дел од извештајот на Европската комисија, особено за медиумите кои се критички обсервираат власта. Огромен дел од интелигенцијата, но и огромен дел од македонските медиуми молчат. Зошто? Знаете што молчат, оти ние живееме во држава кај што властодржецот често го вади мечот. А знаете, има една полка. Оне што го вади мечот има само една предност. На време го гледа трупецот кај што кога тогаш ќе биде отсечена и неговата глава. Јас да бидам искрен во две нешта, имам проблеми да ги замислам, дека се можни, дека може да се демократизира држава предводена од Никола Груевски и дека има албанец кој што се уште гледа Канал 5 и Сител. Овие две нешта не можам да ги замислам. Но како и да е, мора ние да сватиме едно, дека лудост е да зборувате за закон во држава кај што првин ви ги стават лисиците, а потоа ви донесуваат обвинителен акт. Дека лудост е да зборувате за ред и правила во држава кај што полицијата, маскирана полиција влегува и мајката ја затвара пред малолетни деца. Но реков, таа држава само докажува дека воопшто нема намера да стане држава и дека е предводена од власт која што не дошла да владее, но дошла за други цели. И тука мора ние да признаеме, проблемот е малку и кај граѓаните. На тие граѓани не им текнува. Оти во таква земја, кај што првин ти стават лисици, после ти кажуваат зашто, а вие во меѓувреме нити имате намера, нити... Тука тие граѓани не сваќале дека може би, тие се оставени во раце на садисти кои што уживаат да те малтретират пред децата, да те затворат пред жената, пред сопругата, да те понижат до тој степен за вие да изгубите желба за било што во животот. И ние живееме во таква држава. Добро, на граѓаните тоа не им се случува, тие немаат моќта да делуваат. Знаете што? И заради тоа не се вознемирени. Моќта и кај граѓаните. Да, но тие не се свесни јас, за тоа. ако сакате сега приказната, ќе ви изнесам нешто друго. Во ова држава, долго време граѓаните се подготвуваат за ова случување. Ако вие се сеќавате, кај македонскиот етнитет почна со оние ефтини придавки, но кои што знаат како лијат како торбешка телевизија. Кај албанците што се случи? Кај албанците почна приказната дека тие демек што поддржувале А1 биле за Бранко, а тие другите за ова власт и за други. А јас лично, за да не се трудат да откријат чистот, јас сум против тоа албанските партии да бидат вазали било на Бранко Црвенковски, било на Али Ахмети. Јас немам ништо против Али Ахмети да направи сојузништво со кого сака. Јас немам ништо против Али Ахмети да ја рекламира својата партија во Сител, да биде рекламирани од Латас. Но јас сум против тоа Али Ахмети со парите на албанските доночници да дозволи да се финансират антиалбански телевизии. Против тоа. Против тоа сум со парите на албански доночници да се финансират бурекојаци, латасовци и не знам кои. Зошто само албански даночници? Не, ама за нив зборам сега. Оти мене ме маркира во албанските средини као човек да ме застанал зад. Јас ако треба да бирам, за да не се грижат некои, за да не се трудат да откријат кај сум, ако треба да бирам меѓу добротворецот, Латас и криминалецот, условно кажано, Велија Рамковски, апсолутно сум на страната на Велија Рамковски. Апсолутно, без никакви дилеми. За да не се трудат од известници ми го проверкува името, демек тој бил за Бранко. Јас сум еднаш за секојаш албанските партии да излезат од тој понижувачки, вазалски однос за властодржецот македонец, да им одреди кај ќе одат рекламиот од власта, а тие да немат никакво влијание во тоа. И да не доведат во ситуација, дури во ваква ситуација. Сега албанците се доведени во ситуација, замисли, на Латас да му веруваат, чудо не видено. Ајде околу новинарите, ве споменавте. Во случајот Перо Наков се третираат како криминалци, освен што и управителите и собственикот се веќе осудени криминалци од
не само власта и голем дел на медиумите, значи новинарите се дел од организираниот криминал, соучесници на тоа злосторничко здружување. Јас би рекол, моје уверување е следното, дека ова власт се ќе направи дури да ја преземе ајде, да испадне дека собственикот толку должи да може да плати едно која ја откупи телевизијата и стварно не е ништо чудно Ивона да ти биде главен и одговорен уредник, но тогаш нормално во таква луда куќа никогаш не би одел на интервју. И второ, има тука една замка што е подготвена, мислам, за вас новинарите. Уште првата вечер гледав во другите овие провладини телевизии, одеше ваков надпис. Окривен за ова и злосторничко здружување. Тоа е наменето за вас новинарите и за нас што доаѓаме тука. Демек, ние сме група, ние сме помагачи на злосторничко здружение. Можда тука негде има и лешеви, ние не знаеме. Значи злосторничко. Тоа е упатено токму кон вас новинарите што работите во ова медија група. Зашто? Затоа што човек кога слуша дека фатена е злосторничка група, тој нормално се чувствува непријатно. Но, јас ви кажам нешто. Јас секојаш, моите услуги, јас имам и лично пријателство со еден од зетовите на вашиот собственик. Јас пружам професионални услуги на сите што можат да ме платат, онолку што барам. Јас сум скап, одма ќе ви кажам, не сум ефтин. Јас до сега сум пружал и некои услуги на колегите тука што најавија дека ќе прават ТВ2 на албански јазик. Јас јавно кажувам дека од денес натака за сите професионални мои услуги што има потреба, било кој од овие медиуми, од мене ги имат бесплатно. Бесплатно. Зашто го тврдам ова? Сега, јас знам едно, дека вие или ќе излезете херои на демокрацијата, мислам на новинарите, на демокрацијата во Македонија, или тука се ќе не потопи мракот. Јас дури деновиве слушам дека, знам дека тоа се застрашување, дека имало списоци за наредните што треба да излезат на улица со лисици. Јас знаете што, јас сум човек што знам дека во оваа држава нема ред, дека тука лисици може да ти стават кога сакаш. Знам ја едно, дека во Македонија да бараш бизнисмен кој што ги извршува сите обврски кон државата, исто како во јавна куќа да бараш девствена женска. Но јас знам дека првин тоа се руши во самата власт. Јас знаејќи го ова, јас на моите деца сум им кажал дека ако ми видите со лисици в раце, да се гордеете, гордост е во ова земја. Но од друга страна, сум им кажал и следно, вие мора да докажете дека вашиот татко не е некој копиле, роден од некоја курва. Се извинувам за вашиот јазик, сепак се ова извинете се вие, некоја проститутка, вие сте должни да откриете како се ставени тие лисици. И никогаш тоа да не го опростите, никогаш. Политички мотивирани се. Затоа што во оваа земја нема закон. Тука реков, тука е лудост да се наслоните на закон. Тука само будала може да се надева дека, пази, законско е сега, не може да излезат на улица и да ме затварат, не сум сторил ништо. Не, те затвараат. Особено критичките обсерватори. Вие треба да сте паметни и да знаете дека по тој пат да бидете толку бар, за сигурно да возите. Подготвени. Благодарам што бевте гостин во Ајден. Вестите Ким Мехмети, политичкиот аналитичар. Ви благодарам. Менталитетот на народот е